Заборавете на четките за сликање. Ендрю Малон прави уметност со неговата моторна пила, трансформирајќи ги старите трупци од дрвја во ремек дела. Тој има создадено над 150 дрвени скулптури, од кои повеќето се во паркови и приватните дворови на неговите соседи во Северна Вирџинија. Малон вели дека неговата цел е да ги оживее местата и да создаде малку магија. Секогаш кога ќе завршам проект, веднаш се забележува какво влијание има врз соседството или локалната заедница. Сите се радосни. Джени Реймерс вели дека Малон ни помага да го трансформира својот двор. Поради овие жици, електричната компанија ја исече едната страна од ова дрво. Потоа побараа да го исечам целото дрво. Реков не, го сликав и му го испратив на Ендрю. И тој рече, јас ќе го средам. Ова дрво на кое работам денеска ќе биде 5 или 6 различни уметнички форми. Малон вели дека навистина почнал да се занимава со уметност со дрво во 2012. Тогаш работел како столар и во слободно време почнал да резба мали фигурини од стари моливи. Подоцна ја купил својата прва моторна пила. Резбата со моторна пила е нешто како операција на мозокот. Мора да бидете навистина внимателни со се што правите. Мора навистина да ја контролирате оваа голема машина. Денес работи со 10 различни моторни пили, машини за брусење и секачи. Малон вели дека 90% од работата ја врши со моторна пила. Го измазнува трупецот, па потоа следи подетална работа. Завршува со факел за да се исуши дрвото, потоа става заштитна обвивка на врвот. Во 2016 Малон основаше компанија наречена AM Sculptures, а неговата страст стана бизнис. Секоја скулптура што ја прави чини меѓу 3 и 5 илјади долари. Неговиот талент го однесе низ светот, тој се надпреваруваше на бројни надпревари, а на ТВ шоуто на каналот Discovery наречено A Cut Above, каде 12 уметници се надпреваруваат со моторни пили, но и креативност. Светот на резба со моторна пила навистина ми отвори многу врати. Малон вели дека го работи она што го сака и се наметна како важен дел од локалната заедница. Направив навистина голем замок пред неколку години најде нагол од нечија куќа. Децата доаѓаат секој ден и си играат. Малон сонува да создаде градина со скулптури каде посетителите ќе можат да им се восхитуваат на неговите дела, собрани на едно место.